За прв пат годинава наерано распишан конкурс на студенти во Државниот студентски дом браќа Миладиновци во Штип, вели директорот Јордан Насев. Студентскиот дом располага со 236 легла, а истите се распоредени во 44 соби за спиење. Додаваат дека за студентите кои првпат ќе се запишат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип има слободни 47 места, а за студентите кои се втора студиска година и по горните години има 189 легла. Конкурсот започнува од денес и ќе трае до 31 јули, а за студентите кои ќе бидат прва година ќе биде во август, односно сместувањето ќе биде во месец септември. Нашиот државен студентски дом браќа Миладиновци од Штип располага со 236 слободни легла, распоредени во 44 соби за спање, од кои 47 легла се предвидени за бруцуши, односно за студенти кои ќе се запишат за прв пат на Универзитетот Гоце Делчев и за студенти од втора студиска година до погорните години, тоа се 189 легла. Огласот, односно конкурсот започнува од денес 15.7.2024 година и ќе трае до 31.7.2024 година. Додека за бруцушите ќе биде во месец август, односно сместувањето ќе биде во септември. Освен студентите во Државниот студентски дом браќа Миладиновци во Штип може да се сместат и средношколци кои се запишани во средните училишта во градот со место на живење надвор од градот. Бројот на средношколци во однос на ланската година е зголемен за 10% од вкупниот број на пријави. Таксата покажува дека покрај студентите согласно законот ние може да сместуваме и ученици, средношколци кои што се запишани во средните училишта во градот Штип, а со место на живење надвор од општина Штип. Овој оглас траеше од 25 јуни до 10 јули. Денес ги однесовме документите во Скопје и имаме 179 ученик кои што имаат направена уредна апликација кои што се бодирани и дополнително очекуваме околу 100 студенти. Значи бројот ќе биде зголемен во однос на лани за некаде околу 10% од вкупниот број на пријави. Директорот на Државниот студентски дом браќа Миладиновци Насев посочи дека во месец јули и август започнуваат со припреми, односно бојадисување, дезинфекција, дезинсекција, дератизација и останати поправки во делот на подобри услови на учениците и студентите во месец септември и октомври.